Версус на Канал 8, добро вечер. Владачката ВМРО ДПМН долго време изамеруваше на најголемата опозициона партија дека немала вистинска програма и реална политичка понуда. По изборот на Зоран Заев за лидер на СДСМ беше изготвена и промовирана новата програма Решенија за Македонија. СДСМ во последниот период не оди од врата на врата, но оди од град во град, од село во село, каде го дели овој памфлет во кој ветува 15% повраток на ДДВ, праведен данок на доход и данок на имот, ослободување од плаќање данок и развоен данок. Колку се остварливи овие политички ветувања на СДСМ вечерва во Версус со лидерот Зоран Заев. Добро вечер, добре дојдовте во емисија. Добро вечер, поздрав до сите гледачи на вашата ценета телевизија. Благодарам на можноста да бидеме ваш гостин денес. Господине Заев, централна идеја во вашата нова програма е враќањето на средната класа во Македонија. Кој е првиот чекор кон реализацијата на таа цел? Вака, ние без малку ќе направиме 2 месеци со промоција ова наша политичка визија, политичка понуда, каде што по пат на дебати по сите населени места, градови широм Македонија се обидуваме да го представиме нашиот концепт пред граѓаните, но секако и да научиме нешто од граѓаните во делот на заокружување на политичката програма, која што имаме намера да ја заокружиме некаде 15-20 декември и после тоа да излеземе со финален документ. Сум многу среќен заради тоа што прво ја раздвиживме Македонија. Денеска никој не може да каже дека СДСМ нема политичка понуда, тоа е повеќе од јасно. Драго ми е што граѓаните дебатираат веќе за овие наши мерки, наши решенија. Мило ми е што и власта се вклучува, секако критикувајќи, но при тоа никако да прифати дебата или дуел на овие важни теми, од кои што секако зависи во многу иднината на сите граѓани во Република Македонија. Овие 2 месеци дефинитивно потврдуваат сами по себе дека граѓаните се многу заинтересирани за новините кои што ги нудиме. Зошто? Заради тоа што сижето, конечната цел на оваа програма е да ја вратиме средната класа, да создадеме фер и праведен живот за сите, со неколку збора кажано, да ги вратиме парите назад кон граѓаните. После 22 години транзиција и еве 8 година власт на ВМРО ДПМН, куќата што се вика Македонија е разнишена. Темелите се разлабавени и реално мораме да интервенираме доле во темелните вредности, тоа семејството, граѓанинот и слично. Од проста причина што транзицијата си го направи своето, практицирањето на власта, посебно овие 8 години, форсираше само мала група на граѓани за сметка на огромното мнозинство од преку 90%, кој што денеска го дефинираме како граѓани кои што спаѓаат во најниската сиромашна класа. 4-5% се останати средна класа и 2-3% се екстремно богати луѓе. Сите знаеме дека вака нема да ја биде ни државата, ни нашата нација, и од проста причина дојдовме до црвена линија од која што поинако никако не може, освен финансиски да го успокоиме, подобриме буџетот на секое семејство во државата, како би можело и во иднина и државата да има повеќе преку целиот промет и движење на средствата кои што граѓаните ќе ги прават. Така да целиот овој концепт со сите овие пакет мерки, флаерот кој што го покажавте само еден од флаерите, тоа е делот на економскиот дел и даначната политика. Имаме уште неколку други флаери, дебатираме на теми од 19 области кои што се од секојдневниот живот на граѓаните. Ајде да одиме конкретно. Првата реакција на ВМРО ДПМН за вашата нова програма беше дека таа класична утка, најмногу заради овие 15% повраток на ДДВ, ја знаете таа математика со која е излезена през Илија Димовски. Да образложиме конкретно мерката. Тоа беше само Илија Димовски, излезе прво заменик председател на влада за економски прашања, зборувајќи за утки, а пред тоа употребувајќи зборови дека па знаели Заев дека данокот на додадена вредност преку 60% го плаќаат фирмите. А цел свет знае и сите знаат, не мора да бидете економист, данокот на додадена вредност е данок на крајниот потрошувач, купувач, тоа се граѓаните. Тие го плаќаат на секој производ, да, фирмите го плаќаат во државата, но го плаќа крајниот купувач на секој производ. Данок имаме буквално на се, уште на воздухот немаме во Македонија. На сметките за струја, за вода, за грејење, за телефон има ДДВ. Кога влегуваме во дуќан и дават сметка, внатре има ДДВ. Кога купуваме за дома шпоред, фрижидер, ни дават сметка, има ДДВ. За детето прибор за училиште, велосипед да му купиме, облека, обувки, ти дават ДДВ. Ке влеземе во гостителски дуќан, купуваме кафе, сок, пиво, ни дават сметка, има ДДВ. Од тоа ДДВ ние предлагаме да се врати за граѓани. Тоа ДДВ го плаќаме сите. Нашиот концепт е, ако потрошите 10.000 денари за одреден промет, купување, имате плюс
1800 денари ДДВ. 15% тие 1800 денари ќе биде можност да се враќат на граѓаните. Тоа се некаде 270 денари од ваква сметка, но тоа што значи? Годишно значи дека 130 милиони евра ќе се пуштат пари назад кон граѓаните. Тоа се од 15 до 30 илјади денари по семејство просечно. И тоа се добре дојден приход за секое семејство. Нема таков кој што ќе каже не, овие пари не ми требат. Ќе завршат голема работа. Ќе помогнат за студирање или учење на децата. Со такви пари прилика се решава една грејна сезона, скоро годишен одмор за едно 4-члено семејство. Ќе биде тоа добре дојдена помош која што секако ќе го дигне нивото на вкупен приход од граѓаните. Мерката е неизмислена од СДС, но применета во многу земји, посебно во време кога биле во вакви кризни циклуси, за конечна цел да го оспокоите, да му вбризгате плюс пари на своето население, за да може да го издржи капацитетот на кризата, а преку тоа секако да зголеми потрошувачка моќ, јавната потрошувачка да се зголеми, граѓанската потрошувачка генерално, која што секако е еден од силните двигатели на општеството, а кај нас е толку напеналено, толку е потребно да се применуваат вакви мерки, заради тоа што државата што ни е презадолжена до гуша, стопанството е клекнато на колена, а граѓаните се дават во кредити, во огромни долгови, неплатени сметки и слично. Тоа дополнително е причина да биде спроведена една ваква мерка. Зошто е можно нејзино спроведување? Заради тоа што официјално според Министерството за финансии 35% е даночната евазија во државата. Ние мислиме дека е поголема, што значи тоа неплаќањето на овој данок на додадена вредност се избегнува. При само половичен успех во државата би влегле 10 милиарди денари повеќе. Од сегашните 45 милиарди денари приход на буџетот би биле 55 милиарди денари. Од тие 10 милиарди денари, 8 милиарди се 130 милиони евра кои што се враќаат назад кон граѓаните, а 2 милиарди плюс останува во буџетот на државата, кој што само по себе значи дополнително 32,5 милиони евра, средства квалитетни за ова наша мала земја која што имаме да помогне многу на социјално најранливите категории, на најсиромашните, за да и тука го дига генерално стандардот на граѓаните. Вие сте меѓу другото и за праведно оданочување, што подразбира генерално праведното општество мора да има и праведно оданочување. Што подразбира? Не е фер да некој што зима 100.000 денари плата и тој што зима 10.000 денари плата да плаќат исти персонален данок од 10% денеска. Ние предлагаме секој граѓанин кој што има приход до 1000 евра месечно да плаќа 9% персонален данок на доход. Тој што има над 1000 евра месечно, пример 2000 евра месечно, за 1000 евра плаќа 9%. За вторите 1000 евра до 2000 евра плаќа 18%. Денеска во нашата земја имаме менаџери, директори кои што земаат по 10, 15, па и 20.000 евра месечна плата. И не е фер и тие да плаќа 10%. Така да предлагаме мерка која што ќе значи фер и праведно оденачување, побогатите да платат повеќе, посиромашните да платат помалку. На тој начин се прави редистрибуција на националното богатство и доход, каде што преку овие плюс обезбедени пари во буџетот ќе може да се помогне на оние на кои што најмногу им треба помош, на најсиромашните. Тука е и праведниот данок на имот, не е само праведниот персонален данок, каде што истото се однесува и за оданачувањето на имотот на секој граѓанин. Мислиме дека не е фер ни праведно да се оданочува со иста стапка, оној што има една куќа и оној што има 4 куќи. Зошто? Заради тоа што реално тој што има 4 куќи има повеќе пари, создал можност да купи 4 куќи, тогаш рете да плати повеќе од оној што има помало, само една куќа пример, или еден стан. Така да ние предлагаме тој што има една куќа или еден стан да плати 50% помалку од тоа што денеска се плаќа. Тој што има 2 куќи да плати дупла повеќе данок на имот од оној што има една куќа, тој што има 3 куќи за третата куќа да плати тродупло повеќе, 4 куќи 4 пати повеќе. Тоа ќе значи плюс средства во буџетот кои што исто така може да се насочат генерално за помагање на сиромашните класи. Вашите економски мерки опфаќаат изградба на автопатишта, национална гасификација што спаѓа во делот на капитални инвестиции и бизнис инкубатори. Да почнеме од националната гасификација, затоа што проектот за целосна гасификација на Македонија тежи $300 милиони и ќе се одвива во фази согласно разговорите со Европската банка. ВМРО ДПМН на ова изреагира дека ова не е оригинално ветување, дека
тоа е од нивната програма, односно дека веќе е стартуван проектот, иако реално доцни ќе разговараме за неколку проблематични моменти во однос на овој проект. Дај Боже досега да го имавме тоа нивно ветување, Македонија ќе беше поинаква земја со гасификација по целата територија. Тоа, ако некој има легитимно право да го зборува, имам и јас, кој што доаѓа од гасифицирана Струмица. Таму веќе втора година се ползува природниот газ, заштедите се помеѓу 50 и 65% од сите. Во училиштата ни штедат заедно со градинките 63%, тоа се 230.000 евра годишно само од грејната сезона. И реално гасификацијата која што оваа влада ја ветува, многу долги години ја ветува, еве 8 година се на власт, и се уште се во фаза на изготвување на физибилити студија, главна проектна документација, како што тргнала работата согласно нивната убеденост и решеност да го имплементират овој проект. До 2023 година буквално Македонија ќе нема национален гасовод кој што ќе допира буквално до сите градови. Ние предлагаме концепт кој што е малку по-модернистички, кој што е прилагодлив за земја како нашата, гледано од аспект на потрошувачка на природниот газ, така да националната гасоводна мрежа ќе стигне до одредени региони, а одредени градови ќе се покријат по пат на virtual pipeline или по пат на компресирање и декомпресирање на природниот газ, каде што главните мрежи би дошле, не знам, во овој наш регион од Штип, Кочани до Делчево, но за Берово и Пехчево, како до Струмица сега што се носи гасот, така ќе се носи до таму. Тоа ќе го скрати временскиот период на изградба на гасоводната мрежа, а во многу брзо време ќе ја покрие цела Македонија со природниот газ. Едно од тие ветувања е токму таа цевка да дојде по новиот автопат помеѓу Штип и Кочани, кој што е едно од поголемите капитални ветувања на социјалдемократите додека дојдеме на власт. Секако, тоа се трите автопатски решенија, едното е Велес Прилеп Битола, другото е токму Штип Кочани, па продолжетокот кон Делчево е со трета лента, се до граничниот премен, и третото решение е мал потек помеѓу бугарската граница Струмица и Велюса. Тоа значи со изградбата на она што сега го почнува владата. Автопатот Скопје-Штип и автопатот Кичево-Охрид, ние тоа ќе го продолжиме, таму до каде што ќе застане оваа влада, но со покривање на овие три автопатски решенија по Македонија, буквално цела земја ќе биде покриена со автопатски решенија. И навистина капиталните инвестиции се двигател на секој општество, државата во многу може да помогне на развојот на реалниот сектор во секој општество, така да овие капитални проекти како што се гасификацијата, автопатската мрежа, Македонија без скал како што го имаме како проект, Македонија Мегаполис, кој што значи поврзување на сите градови на вистина со убава патна мрежа, каде што луѓето ќе немаат дополнителна причина за миграции, се одредени капитални мерки во нашата програма политичка, која што веруваме дека и tekako ќе придонесе кон тоа враќање на парите назад кон граѓаните и подобрување на средниот слој на социјалните класи во Република Македонија. Дали би го ревидирале договорот кој што го потпиша македонската влада со руската страна, затоа што има проблематичен дел во него, во дел од договорот е спротивен на стандардите нормирани од Европската енергетска заедница, на што беше укажано во извештајот од Европската комисија Македонија до 14 октомври да достави одговор зашто потпишала таков вид на договор. Така и ние во парламентот реагиравме. Ние сме земја аспирант за потполно членство, полноправно членство во Европската унија. Ние мора да ги почитуваме нашите регулативи, нашите парафирани договори со Европската унија, согласно договорите за асоциација и стабилизација. И апсолутно ако во тие договори за потпишување со изградба на кракот од Јужен тек има нешто спротивно на тоа, секако дека ќе мора да биде ревидирано, односно Македонија според нас нема план Б за своите интеграции во иднина, туку Европската унија е единствената варијанта која што е надежна за Република Македонија и позитивна, која што може да помогне многу во подобрување на севкупниот живот на граѓаните на Република Македонија. Бугарија распиша нов тендер, слично како и случајот во Македонија, заради однапред познат изведувач на трасата. Исто така и во Србија е уапсен еден од представниците вклучени во проектот. Дали воопшто руски Газпром има намера да пушти гасовод кон Кочани од Јужниот тек од Србија кон Македонија? Воопшто колку е концепт на актуелната влада за гасификација е одржив? Прашањето дали нашата влада има воопшто намера. Руски Газпром, како ќе му плати нашата влада, така ќе инвестира во гасоводот.
И нашите закони се спротивни на она кое што досега го има како договори, значи нема непосредни спогодби во 4 очи. Газпром, ако е најконкурентен, може да се јави на тендер, распишан од страна на државата за наши пари, без разлика дали тоа се од буџетот, од Европска инвестициона банка или се побарување кое што Македонија го има од Русија, тоа се наши пари. По пат на јавни постапки, на конкурентни услови може да се јави секој и така и Газпром. Без разлика на тоа, разликата во концепциите наши е во тоа што ние тврдиме дека оваа влада не е подготвена тоа да го прави. Гасификацијата на Македонија е скоро половина од Скопје 2014. Ако таму се потрошени преку 500 милиони евра, 300 милиони евра досега Македонија ќе беше целосно покриена со национален гасовод или примарна гасоводна мрежа и досега бенефитите ќе ги користеа сите. Не е се исто дали едно семејство ќе потроши 1000 евра за грејење или 500 евра за грејење. Со годините кои што одминаа зад нас, реално имаме големи штети направено врз нашето стопанство, врз нашите граѓани, со тоа што не им е дадена шанса да имат заштеда на своите буџетски домашни средства за енергенсот со кој што ја поминуваат. Грејната сезона мултиплицирачки се негативните ефекти за стопанството, кој што се уште троши нафта, мазут или не знам пропан-бутан како скапи енергенси и треба да се бори на меѓународните пазари со другите фирми од светот кои што користат ефтин природен газ, секако и тоа ги става во многу поneравноправна положба нашите стопански субјекти во делот на нивните аспирации за меѓународните пазари на кои што настапуваат. Вие ќе го поттикнувате бизнисот во Македонија не на начин на кој што тоа го прави владата, преку давањето на грантови за отпочнување на бизнис, туку преку бизнис инкубатори, основана поддршка им е потребна на микропредпријатијата да го отпочнат бизнисот, се разбира понатаму, да добијат помош за негово проширување. Предвидувате 320 идеи годишно, кои што ќе се финансираат со 10.000 евра неповратни средства по идеја. Колку би биле ефикасни тие мерки и колку би се намалила невработеноста? Тоа е една од 48-те мерки кои што ги имаме за отварање на нови работни места на младите. Прилично е лесно прифатлива кај младите и една од најзначајните заради тоа што е многу конкретна, едноставна и разбирлива за сите. Значи, прво, условите при новата влада на СДСМ ќе бидат рамноправни во најмала рака домашните со странските инвеститори. Без разлика дали се од големиот бизнис, средниот или малите и средни предпријатија. При тоа, минимум исти услови како странците мора да добијат и нашите. Денеска странските компании добиваат 10 години ослободување од плаќање данок на добивка, од персонален данок на доход, од плаќање придоноси за здравство и пензиско, па дори добиваат и директно грантови од владата како државна помош за да можат да ги поттикнат да инвестираат во Македонија. Што не се случува, сите овие странски фирми ќе бидат овде, ќе го буквално истисат маслото кое што го има и после тоа ќе заминат. Ја користат нефтината наша работна сила и буквално имаме еден вид модерна експлоатација врз работниците, а тоа се наши граѓани македонци и тоа не смееме да го дозволиме. Во најмала рака исти услови мора да добијат нашите, пред се дополнително мотивирани и поттикнати. Една од мерките е преку бизнис инкубаторите, прифаќањето на 320 идеи, бизнис идеи пред се на млади луѓе. Значи, ако бидат од млади луѓе непрофитни бизнис инкубатори или може би од бизнис инкубаторите се непрофитни, целта е да генерира, да инкубира самата идеја, а после тоа идејата ја прифаќа директно буџетот и со 10.000 евра неповратни средства ја финансира. Тоа се пари кои што се доволни да отпочнете едно мало предпријатие. Предност ќе имат младите луѓе кои што се составени во тимови од тројца. При тоа едниот е убаво да биде од странство или да биде нашинец кој што е една година повеќе веќе во странство. Зошто? За да го привлечеме се врати дома како млад човек, а веќе има добри идеи кои што по белиот свет буквално ги елаборирал, ги увидел и може да ги примени овде во Македонија. Тоа се 3,2 милиони евра годишно, директно отварање на преку 320 нови фирми, во кои што ќе имаме околу 1000 нови сопственици, менаџери, бизнисмени, млади луѓе кои што ќе бидат сами своји газди на еден начин, а при тоа ќе отворат и работни места плюс за своите сограѓани, така да само оваа мерка отвара 5000 некаде во просек нови работни места пред се за младите луѓе, ама работни достоинствени места каде што ќе има достоинствена плата за живот, а не 9, 8 или 10.000 денари, кои што секако ќе продуцира внимание кај младите луѓе да останат овде и да работат и се трудат да токму во својата земја го вложат си од свој потенцијал, енергија, знаење, искуство кое што го стекнале во
својот дел. Постојат и многу други мерки кои што значат директно субвенционирање на постојните наши предпријатија, кои ќе донесат одлука да вработат млади луѓе, а тоа е ослободување од персонален данок, од данок на добивка или одредено реинвестирање од данокот на добивка при делот на враќање на данокот на додадена вредност, мислев, каде што ќе стимулираме дополнително вработување на млади луѓе, се со конечна цел секако после истекот на таа година, минимум уште 2 години да ги задржат младите луѓе. Овде ние другиот данок на добивка како можност која што сакаме да го практикуваме за подобрување на општествените дејности, како што е поддршка на спортот, науката, културата, образованието. Ние предлагаме ако некоја фирма има 100.000 пример евра, 100.000 евра плаќање за плаќање данок на добивка, 70% или 70.000 евра сепак да мора на државата да ги плати, а 30% или 30.000 евра да има опција менаџментот на фирмата. Или ќе ги уплати во државата, или ќе финансира спорт, или ќе ги даде во науката, или во културата, образованието, здравството или слично. Тоа ќе целото ќе придонесе во заживување на овие општествени дејности. Само ќе ги потсетам младите луѓе, денеска имаме игралишта, имаме сали, но нема спортисти. Зошто? Не можат да најдат пари да си платат судиите, додат на надпревар, некаде надвор од Кочани, пример, или надвор од државата, дај Боже, се почесто немат пари за плати на професионалните спортисти, така да спортот ни уназадува во многу. Тоа ќе придонесе многу во развој на спортот, на културата, на науката и другите јавни дејности. Немаме доволно време да ги опфатиме сите мерки, но барем оние поважните, враќање на стажот како основ за пензионирање и воведување на државна социјална пензија во висина од 40% од просечната пензија. Еве вака, овие се само две од многуте социјални мерки кои што ги имаме. Државната социјална пензија е можност да добијат пензија оние наши сограѓани кои што наполниле 64 години, а до ден денеска не може да дојдат до пензија, зашто оти немат 15 години минимум стаж. Тоа се вкупно во државата не повеќе од 12.000 сограѓани. Тоа се наши возрастни граѓани кои што цел век го поминале на работа, дале овде за оваа земја и сега после 64 години никој не се прашува што живеат тие граѓани. Тие граѓани во иднина ќе имат можност да добијат државна социјална пензија, која што е 40% од просечната пензија во државата. 11.500 е просечната пензија, значи некој 4.600, тоа е минимална социјална, затоа велиме пензија, која што ќе им даде колку толку подостоинствен живот на овие наши сограѓани. Стажот исто така го враќаме, до сега само со години старост може да одите во пензија. Ние предлагаме да има и втора опција, граѓаните кои што наполниле 40 години мажи или 35 години жени стаж, да може да опциони изберат како да одат во пензија. Истото бенефицираниот стаж го предлагаме за земјоделците и градежните работници, каде што мислиме дека работата на земјоделецот и градежникот е многу потешка од она на полицаецот, например, кој што има бенефициран стаж. Предлагаме на 12 месеци земјоделецот и градежникот да добијат 13 месец бенефициран директно, што значи ќе се стекнат со можност на 60, 61 или 62 години да одат во пензија. Ќе правите корекција во делот на субвенциите, малку беше интерпретирана таа ваша изјава дека ќе ги кратите субвенциите, вие предлагате висина на субвенции согласно остварените приноси од страна на земјоделецот. Така е. Нов модалитет на доделување на субвенциите, значи прво да биде за сите јасно, СДСМ кога ќе дојде на власт, субвенциите ќе растат, ќе бидат поголеми од сегашните. И тоа е нормално. Не дај Боже и ВМРО да остане, тие ќе растат, зашто ќе дојдат фондови дополнителни. Мораме да враќаме во производството на храна како држава и тоа е логично да се случува во иднина, така да СДСМ ако дојде на власт, субвенциите ќе бидат поголеми. Но, што е разликата кај нас? Тие ќе бидат прво навремени. Производителите на ориз, пример, во Кочанско, кога во октомври ќе го ожнеат, тие треба веднаш да добијат субвенции за да се подготват за нова сеидбена сезона. Градинарските производи, оние што ги произведуваат, февруари, март мора да ги добијат заради тоа што тогаш почнува расадувањето, сеидбената сезона. Производителите на жито, есента кога ќе ознајат житото, морат веднаш после месец дена да ги добијат субвенциите, мора да засадат нови посеви со жито. Тутунопроизводителите, декември и јануари го предават тутунот. Во февруари мора да им бидат доделени субвенциите, за да се подготват исто така за нова сеидбена сезона. Втората работа која што е различно од досегашниот начин на делење на субвенциите, ние ќе ги делиме заради постигање на одредена цел и ефект. Што значи тоа? Да го научиме земјоделецот да произведе повеќе од хектар, да го научиме да направи тоа поквалитетно и да сам заработи. Субвенциите имаат токму таа улога, да го помогнат земјоделството, но при тоа да го направат продуктивно,
да заработува повеќе земјоделецот, често и достоинството да му ги додржат. Што значи тоа? Ако вадам 3 тона жито од 1 хектар, да ме научи државата идната година да вадам 3 тона и 300. Како тоа? Ќе бидам дополнително стимулиран за овие 300, наместо да добивам стандардните суми на пари, 10% повеќе ќе добивам субвенции. Но тоа ќе ме натера да избушам бунар, да го наводнувам житото, да барем еднаш го наѓубрам со вештачко ѓубриво, да искористам одредени заштитни средства, да му го зголемам приносот. Генерално со тоа секако да заработам повеќе како земјоделец. Таа е разликата во субвенциите кои што ние ја нудиме за разлика од оваа влада. Кога сме кај социјалната политика, уште прашањето за статусот на стечајците? Стечајните работници веќе се на чисто со социјалдемократскиот сојуз. 7 пати го предлагаме овој закон. Во првите 100 дена од новата влада на СДСМ овој закон ќе биде донесен, каде што сите граѓани кои што останале без работа по основ на стечај или технолошки вишок, сите буквално ќе добијат социјален надоместок како стечајен надоместок и тоа се некои 6,5 милиони евра, кои што на крајот овие граѓани ќе ги изгрижи до нивно наредно вработување или пензионирање. Господине Заев, прашањето што постојано лебди во воздух во последниот период е ќе има ли предвремени парламентарни избори во Македонија? И с таа призма се гледа и ова засилена активност на политичките партии, вклучително и вашата. Која е вашата проценка или можеби сознание? Ние подготвуваме Социјалдемократскиот сојуз и генерално опозицијата за избори. Не треба да бидеме подготвени, а при тоа граѓаните исто така да бидат подготвени, да знаат кога ќе дојдат избори што опција имат на повидок, да имат фер шанса да изберат. Затоа целосно кадровски се екипиравме и ја понудивме комплетно нашата понуда. Сега граѓаните знаат, ако одлучат да гласат за СДСМ, што во иднина ќе добијат лично нивните семејства, нивната општина, нивната средина, нивната земја. Секако, при тоа во тој модел работите за предвремени избори не зависат од нас. Нашиот став е дека предвремените избори реално не и донесува ништо на Македонија. Дали ќе сме 8 или 9 години опозиција, тоа е малку важно. Важно е што е најважно за државата. Ако има дебели причини да има предвремени избори, нека ги има. И тоа секако зависи од парламентарното мнозинство, од Груевски и од Али Ахмети. Ако тие одлучат да има избори за АФ и СДСМ, може и да не сакат, тоа е исто. Затоа ние сме подготвени за избори. Како ќе одлучат, така и ќе биде. Секако. Но при тоа треба да има дебели причини да му кажат на овој народ зашто повторно ќе се трошат стотици милиони евра, зашто повторно ќе има толкова репресија врз стопанството од финансиски аспект гледано, кога има избори, нема ништо не се случува. Изборите се на светот. И тоа е катастрофално лошо. Така да јас реално, според мене очекувам предвремени парламентарни избори да нема, ти не гледам причина зашто да има, а ако има секако се да се последните предвремени избори 2011-та според власта биле токму на ваше барање, на ваше инсистирање. 2008-та само си распушти парламентот за тоа што тогаш процени дека може да оствари уште поголема победа на изборите. Повторно беше опозицијата, ако се сеќавате причина. Ние сме го кочеле мнозинството, тоа мнозинство било кревко, мало, за да добијат апсолутно мнозинство. 2008 година добија апсолутно мнозинство. Не беше скрин мотивот за освојување на апсолутно мнозинство во 2008 година. Така и тоа го кажа, нема проблем, но еве што донесоа од 2008 до сега лелек и плач по цела Македонија. Дали политичкиот амбиент, настаните навестуваат дека би можел да има предвремени избори, однесувањето на Дуи и Али Ахмети, можеби притисокот за решавање на спорот со името и така натаму? Однесувањето на Дуи и јавните изјави на Али Ахмети кажува дека ќе нема. Однесувањето на Груевски и неговите настапи со најава за покачување на пензиите за 5% во март, за 5% на платите покачување, тоа апсолутно е најава за избори. Но целата ова работа, се надевам, ова наша земја нема да дозволиме да зависи само од еден човек, мора да зависи од сите во општеството. Што значи тоа сите? Ако ние сме репрезенти на граѓаните како политички партии, тоа што треба да седнат сите политички партии, да ги извагат причините, да одлучат дали треба да има или не предвремени избори. Прво едно што е за нас јасно. Ние на предвремени избори ќе учествуваме кога и да се. Но нема да дозволиме да бидеме уште еднаш параван на власта за нелегитимни избори. Што значи? Бараме фер шанса да имаме изборна регулатива која што ќе ни даде можност тој што одлучил да гласа за СДСМ, да гласа за СДСМ. А не под притисок или под закани, под влијанија, со купување легитимно или негитимно на човечки души буквално. Како ќе го направите тоа? Изборното законодавство, изборниот список, изборниот лист буквално. Тоа значи дека веќе почна разговорите за изборното законодавство и за избирачкиот список, каде што очекуваме да имаме јасна слика, да знам кои се тоа избирачи во Република Македонија. Да. Не може денеска... Да, тоа го баравте претходно, ќе издействувате ли од
Верувате ли овој пат? Известуваме секако. Значи, се надевам дека не се игра со паметот Груевски да поинаку одлучи и сам да оди на избори. Ние сме прво честни во нашите замисли. Знаеме дека кога траат преговори, двете страни треба да бидат задоволни. Но ние бараме она кое што значи за нас отварање на шанса да имаме фер и демократски избори, тоа да биде остварено. На крајот тука и ОПСИ ОДИХР нека биде медиум страна. Барем да се имплементират препораките на ОПСИ ОДИХР, кои што се меѓународни признати институции, контролираат цел свет за време на избори и тие препораки не се случајни. Неколку години се подред. Така да нема да дозволам уште еднаш да се оди на избори, каде што Македонија има во моментот 1.900.000 жители, по статистики, другото е се иселено, 550.000 жители се неполнолетни, тоа значи дека остануваат 1.350.000 гласачи. А на избирачкиот список има 1.743.000 гласачи. Која е таа разлика? Кај се тие 300.000 што се јават или 400 скоро 1000 кои што се јават овде вишок? Сакам да ги знам. Може би тоа се некои нашници од странство, не се тука, окей, да ги видиме. Кои се да бидеме на чисто со ова работа. Втора работа, нема да дозволам во петокот пред изборите, во недела кои што обично се одржуваат, да бидат поделени 60 милиони евра субвенции за земјоделието, па да ги купат луѓето на купчи. Како ќе ги спречите? Нема да има дозвола по закон да се делат субвенции за време на избори. 60 дена, како што Заев или Радко Димитров овде, не може да продава земјиште. Зошто пред избори не се продава земјиште? Не се отугиват јавни објекти. Милијана Киевски исто така не смее, па нема да може и Груевски да дели субвенции. После изборите, како е по закон на кој му следуваат субвенции, во ред. Или да дозволам директорот на Центарот за социјални работи да се шета со списокот за добивање на социјална помош по социјалните случаи, видим се заканува. Тоа не е фер шанса, кривична одговорност од 5 години која што не застарува. Директорот на шумското предпријатие, униформиран полицаец, да влегува во куќа и да лобира. Полицаец кој што јас го плаќам, сите го плаќам. Тоа повеќе нема да го дозволиме. Зошто? Заради тогаш сме параван на власта и легитимираме незаконити избори кои што апсолутно нема потреба. Македонија е мојата земја, како што и на Груевски, секако, и при тоа сите мора да водиме грижа, а не водејќи грижа токму во овој процес, ние ја уништуваме нашата земја. Ве плаши ли ова хајка на власта против семејството Заев? Не ми крева рейтингот. 1,4%, Заев е поприфатлив после хајките во државата. Граѓаните нека заклучат што значи таа гнасна политика од страна на власта, до некне беше Бранко, сега е Заев и апсолутно тоа носи дополнително политички поени за мене како политичар и за мојата политичка партија. Една од претпоставките, господине Заев, е дека предвидените парламентарни избори ќе бидат заедно со претседателските во март кои се известни, но непознато е со кој кандидат ќе истрчате на избори. Добро, сите политички партии веќе почнаа со анализи, ние веќе месец дена сме посветени на добри, внимателни анализи да пронајдеме човек во нашите редови или надвор од нашите редови, зад кој што би застанале како опозиција, пред се искрено водени дека на оваа наша земја и треба претседател на државата, кој што ќе биде независна личност, која што независно од политичките партии влијание пред се, некако досега Ѓорги Иванов, како што беше полтрон на власта, човек кој што апсолутно ќе знае да свика Совет за безбедност, да биде коректив, да ги фати за уши и позиција, да ги седне на маса за важните прашања, да ги натера да решават. Човек кој што ќе биде прифатлив и за другите етнички заедници, не само за нас како македонци во оваа наша мултиетничка земја која што имаме, и човек во кој што секако на крајот ќе застанат и структурите на СДСМ и коалиционите партнери. Втора анкета завршивме, уште една трета анкета правиме, анкетираме 8 наши кандидати и 4 од власта, да паралелни крос-табулации правиме да видиме кој како стои во споредба со секој. Многу ми е драго што меѓу овие кандидати едно 3 до 4 имиња се прилично звучни, многу надежни и се надевам дека во иднина ќе бидат едно од решенијата зад кои што СДСМ ќе застане силно во делот на избор на претседател на државата. Јас сум убеден дека прв пат победата ќе однесеме овде на наредните претседателски избори. И пак да не претерам со предвидените парламентарни избори, но како го цените ова појавување на нови партии на политичката сцена? Еден од вашите поранешни сопартици, Стефчо Јакимовски громи, секако Алијансата за позитивна Македонија. Јас се надевам дека таа теза која што провеува низ јавноста, а тоа е дека власта ги создава за да бидат параван на опозицијата, односно да изиграват опозиција ако опозицијата евентуално не учествува на избори, тоа е
голо промашување, се надам дека не е тоа така. Напротив, јас чекам да и партијата на Стефчо Екимовски, на Владо Бучковски си излезат со своји платформи, со своји програми, да ги видиме дали се проопозиционо или провласт насочени. Согласно тоа, ќе знаеме како во иднина и ќе соработуваме или пак ќе да ги коментираме. Реално, овие се партии, едната е доправа формирана, тоа е Гром, а ова другата е само во најава. Нека се создадат, нека се формират, да ги видиме нивните политички платформи, па после ќе можеме да дадеме конкретен коментар за нив. Да, веќе се позиционира, гледате во нив партнери на опозицијата можност за окрупнување или можеби паралелна опозиција? Секако, ако се опозиционо дефинираат тие, критички кон власта, со многу приближно исти ставови и концепции во кои што ние веруваме, програмски платформи многу слични, се е отворено за соработка како заедничко окрупнување на опозицијата. Но доколку се насочат, а тоа доста до сега го гледаме, критички кон опозицијата, тоа е далеко од разумот. Нова партија не ја критикува власта, критикува опозицијата која што 8 година. Тоа само по себе многу кажува. Дали тоа некој е формиран од некој друг, тоа е другиот владеачките структури и каква намера има, но многу е рано. Да не грешиме душа, да ги оставиме овие два политички субјекти да се родат на нашата политичка сцена, да се покажат, да се одважат со своите документи, па согласно тоа секако ќе има или ќе нема можности за соработка. Јас можам да кажам, вратите на СДСМ се широко отворени за сите оние кои што не се согласуваат со овој начин на владење во нашата земја, кои што не се согласуваат со оваа власт. Затоа денеска имаме еден куп независни експерти кои што се вклучени овде. Се повеќе ни се приклучуваат здруженија на граѓани по некоја политичка партија дополнително и таа ќе биде тенденцијата и трендот. Така ги повикуваме и граѓаните кои што не мора да бидат членови на СДСМ во иднина. Ако не се согласуваат со власта, да се приклучат. Без членување во СДСМ. Да дадат прилог и нас да ни помогнат да ова зло заврши и конечно се вратат работите на нормала во Република Македонија. Господин Заев, благодарам за гостувањето во Версус. Благодарам и на вас, поздрав до сите што ни следеа.